мораше да се организираме во вакви услови. Се надевам дека некоја од информативните сесии и работилници ќе се одржи со физичко присуство, но сега ќе мора да ги одржуваме вака. Многу ми е драго што почнуваме со првата информативна средба и практична работилница за 9-тиот циклус на конкурсот за наградата за најдобар млад преведувач Вавилон. Сега ќе ви кажам отприлика што може да очекувате, како ќе биде динамиката на средбата. Најпрвен јас ќе почнам со презентација за критериумите кои што ќе се оценуваат, за како да го најдете соодветното дело, на што треба да се внимава при аплицирањето. Потоа ќе имаме презентација за тоа како да го најдете соодветното дело на онлайн, и потоа ќе продолжиме со онлайн дискусија за најчестите проблеми при преведувањето. Јас би почнал со мојата презентација. Значи, Вавилон конкурс за најдобар млад преведувач 2022. Првин би сакал да ви кажам нешто повеќе за наградата. Наградата за најдобар млад преведувач Вавилон е основана во 2013 година на иницијатива на делегацијата на Европската унија во Република Северна Македонија и се организира партнерски со Сдруженијето на преведувачи и толкувачи. Традиционално на Европскиот ден на јазиците на 26 септември се доделува наградата за претходниот конкурс и се најавува новиот циклус. Исто така, годинава на 27 септември го најавивме овој 9-ти циклус. До сега, како што кажав, се заокружени 8 изданија и доделени се вкупно 13 први награди, од кои 7 се за преводи на македонски јазик, 2 за преводи на турски и 3 за преводи на албански јазик. Веројатно ви изгледа интересно тоа што во 8 циклуси се дадени повеќе први награди. Има логика и за тоа. Ќе објаснам во следните слайдови. Ова се неколку моменти од доделувањето на Вавилон 2021. Како што може да забележите, мораше да е ограничено присуството на учесниците, така што тука ги имаме добитниците. Ги имаме Маја, која што ја освои наградата, а беа доделени и 2 пофалници за Вера Спасик и за Емилија Петрова. Сите овие информации кои што ќе ги дадам може да се најдат и на нашата официјална веб страна, но добро е вака да се издискутираат, а слободно ако имате некој прашање може да го поставите во чет и ќе ви го одговора. Ова се критериумите за учество. Има повеќе критериуми, но тие што се два најважни критериуми кандидатите не треба да бидат постари од 26 години. Сепак се работи за награда за млад преведувач. Пријавените текстови мора да бидат преводи или извадоци на литературни дела, роман, новела, расказ или документарна проза. И уште еден од најглавните критериуми е дека пријавените текстови мора да бидат превод од некој од 24 службени јазици на Европската унија, на кој било јазик што се зборува во земјава и да не се постари од 3 години. Една од најголемите заложби на Сдруженијето и на делегацијата на Европската унија е да се промовира повеќе јазичноста и ова е одлична можност да се постигне тоа, заради тоа што преку овој конкурс сите имаат можност да делуваат во рамки на својот мајчин јазик. Значи тука се можни комбинации, да речеме од француски, англиски, шпански, чешки, полски кон некои од јазиците кои што се зборуваат од заедниците во Македонија, односно македонски, албански, турски, влашки, ромски, српски, хрватски, сите тие се можни комбинации. Многу е важно делата да не се во целост или делумно преведени на пријавениот јазик до крајниот рок за прием на пријавите. Крајниот рок за прием на пријавите ќе ви го дадам после, иако можем и сега да го кажам, дека е 4 април 2022 година. Значи ќе мора да внимавате да е тоа дело кое што вие за прв пат го преведувате на целниот јазик.
Пријавените текстови не мора да ги работите сами, туку може да бидат заеднички труд на колку било преведувачи. Од лично искуство ви кажувам дека е многу ефикасно некогаш да се работи во група, во пар, заради тоа што имате можност да се проверувате за нијансите, за евентуални грешки кои што би можеле да настанат. Целиот процес на пријавување е анонимен, односно многу внимаваме на тоа да не посочува ништо на преведувачот. Поради тоа, пријавените текстови се испраќаат со шифра и овие 5 работи се документите кои што треба да ги пратите во пријавата. Пода имате мотивацијско писмо каде што објаснувате зошто сте се одлучиле за тоа дело, која е важноста и како сте дошле до поважните работи во преводот. Под Б, соодветно пополнета пријава, каде што ги забележувате, значи ваше име, презиме, сето тоа може да се најде на веб страната. Примерок од изворниот текст и примерок од преведениот текст и подпишана изјава дека пријавениот текст е превод на изворниот текст од оригиналниот јазик. Односно, вие гарантирате за тоа што сте го пратиле. Кога ќе ја пратите пријавата, на изворниот текст мора да стојат насловот и името на авторот со нумерирани страници. И не смее да има ништо што би укажало на идентитетот на преведувачот. Значи, од најголема важност е самиот производ, самиот превод, а не кој го преведува. Ова е една техничка работа која што исто така треба да се знае. Преводите ги праќате во Times New Roman, фонд 12 во двоен проред. Тоа се отприлика некои 3000-5000 зборови, а тоа е некои 12-13 до 15 страни. Како што кажав, може да преведувате проза, новели, раскази и секој еден кандидат може да испрати најмногу 3 текста. Различните жанрови се сметаат за посебни текстови и различните јазици се сметаат исто така за посебни текстови. Односно, еден кандидат може да прати раскази од шпански на албански и може да се прати да речеме раскази или документарна проза од чешки на турски. Би сакал нешто да кажем и за процесот на оценување. Кога ќе пристигнат сите пријави на 4 април, до 4 април, ќе има 2 различни жирија кои го оценуваат преводот. Значи има 2 фази. Најпрвим пријавите се праќаат на двојазично жири. Двојазичното жири ги споредува оригиналниот текст со преводот и најмногу се фокусира на 3 најважни критериуми. Тоа се овие критериуми кои што ги гледате на слайдот: структура и граматика на целниот јазик, лексика и израз и стил. Иако можеби малку општо звучат вака, на учесниците во жирито им се пратени добро дефинирани насоки според кои треба да се движат и значи овие главни критериуми се расчленети на повеќе работи. Штом се постигне утврдениот минимум на бодови, се праќаат на еднојазично жири. И како што стои на слайдот, секој жири се состои од искусни преведувачи, членови од академската заедница или писатели. Што може да освоите со учеството во Вавилон? Формалната награда вклучува 3 аспекти. Првиот аспект е награда во вредност од 500 евра. Вториот е едногодишно активно членство во Сдруженијето на преведувачи и толкувачи на Северна Македонија. И на крај објавување на преводот во целост или делумно во списанието Културен живот, како чекор во отпочнувањето или развивањето на вашата професионална биографија. Тоа што мене ми е многу важно да го напоменам е дека има многу одлични млади преведувачи кои што не знаат како да ја почнат својата кариера и ова е одличен прв чекор за да се направи тоа. Културен живот е многу реномирано книжевно списание кај нас, кој што го читаат сите кои што се дел од книжевните кругови во Македонија. И наместо да почнувате да објавувате ваши преводи на блогови или на социјални медиуми,
ова дава доза на сериозност која што секако дека после ќе биде вреднувана од издавачите. Во однос на активното членство во Сдруженијето, таму има луѓе кои што сакаат да ги помогнат, да им помогнат на младите преведувачи, да ги направат првите чекори, да продолжат да се развиваат во правилна насока, така што може да наидете на колеги кои што ќе ви помогнат за се што треба. Ова се некои од наградените преводи од претходните 8 циклуси. Како што може да видите, значи има преводи од разни јазици. Би сакал да напоменам дека е многу важно, ако ви требаат подетални информации, може да ги најдете на нашата официјална веб страна www.babylon.mk, каде што може да пребарувате разни полиња, односно може да се информирате за критериумите за учество кои што сега јас ги презентирав, но исто така ги имате сите претходно наградени преводи. Тоа е многу важно заради тоа што ќе можете да увидите отприлика кој е нивото и какви преводи биле вреднувани високо. Тука има и еден линк за корисни линкови кои што колегата Живко ќе ги презентира за моментот како да дојдете до тоа соодветно дело. Една работа која што исто така треба да се потенцира е дека делата кои што ги преведувате треба за прв пат да се објавени во последните 3 години во рамки на Европската Унија. Односно не може да преведувате дело кое што е напишано или издадено во Кина или Јапонија или Северна Америка. Значи функционираме во рамки на Европската Унија. Значи, да ги заокружам главните критериуми, дека не треба да сте постари од 26 години, дека преведувате проза од 24 службени јазици на Европската Унија кон еден јазик, кон било кој јазик кој што се зборува од заедниците во Македонија, а тоа дело не треба да биде ни делумно, ни во целост издадено во последните, не треба да е претходно преведено. И мора да е издадено во последните 3 години. Како што претходно кажав, крајниот рок за прием на пријавите е 4 април 2022 година. Сите пријави се испраќаат на ова електронска адреса babyloncompetition@euhouse.mk. Пред да продолжиме